Програмите на Европската Унија представуваат интегриран пакет на активности за унапредување на соработката меѓу земјите членки и тоа во разни области поврзани со политиките на Унијата, зацртани во стратегијата Европа 2020. Речиси секоја политика на ЕУ има соодветна програма. Преку овие програми, Унијата сака своите политики и активности да им ги доближи на граѓаните, како и да креира додадена вредност за националните напори на земјите членки во определени области. Во почетокот, програмите беа ограничени само на земјите членки. Сега во програмите можат да учествуваат и земји кои не се членки на ЕУ, а кои исполнуваат определени предуслови. Република Северна Македонија има право да учествува во неколку од програмите на Европската Унија. ИПА представува програма за финансиска поддршка на Европската Унија, наменет за земјите кандидатки за членство во Унијата. ИПА е еден од механизмите на ЕУ за пренесување и вградување на европските принципи, норми и правила во државите кандидатки. Основната цел на ИПА е да се осовремени целокупната предпристапна помош под единствена рамка, како и да се обединат под иста регулатива земјите кандидатки за членство. Програмата за вработување и социјални иновации обезбедува финансиска помош за промоција на високо ниво на вработеност, која гарантира соодветна социјална заштита, борба против социјалната исклученост и сиромаштијата, но и подобрување на работните услови. Оваа програма функционира во 3 основни оски: Прогрес, вработување и социјална солидарност, Европски служби за вработување и микрофинансирање и социјално претприемништво. Програмата за конкурентност на предпријатијата и малите и средни предпријатија има за цел да ја зајакне конкурентноста и одржливоста на компаниите, да поттикне предприемачка култура, како и да го промовира развојот на малите и средни предпријатија. Еразмус Плюс е програма на Европската Унија за образование, обука, млади и спорт со основна цел да го модернизира образованието, обуката и младинската работа низ цела Европа. Програмата е отворена за образование, обука, млади и спорт во сите полиња од животното учење и овозможува студирање, работа, волонтирање, подучување и обука низ цела Европа. Програмата се спроведува во 3 клучни акции: учење преку индивидуална мобилност, соработка за иновација и размена на добри практики, поддршка за реформа на политиките, како има и 2 специфични акции: Жан Моне и спорт. Европа за граѓаните сака да го подобри разбирањето на граѓаните за ЕУ, незината историја и разновидност, како и да го поттикне демократското учество на граѓаните. Оваа програма дава можност граѓаните да учествуваат во создавањето на што поблиска Европа. Го зајакнува европскиот идентитет заснован на заеднички вредности, стреми кон развивање на чувството на сопственост кон Унијата, го зајакнува взаимното разбирање и толеранција меѓу европските граѓани, а истовремено придонесува кон интеркултурниот диалог. Креативна Европа е програма која го поддржува европскиот аудиовизуелен, културен и креативен сектор, односно поддржува промоција на европската културна и јазична реалност, на европското културно наследство, ја зајакнува конкурентноста на европските културни и креативни сектори, особено аудиовизуелниот сектор. Хоризонт 2020 е најголемата програма на ЕУ за истражување и иновации досега, со идеја дека истражувањето и иновациите се од суштинско значење за еднината на Европа. Оваа програма е отворена за сите. Постои сет на поедноставени правила и процедури за финансирање, а учесниците треба да се фокусираат на она што е навистина важно – истражување, иновации и резултати. ЕИДХР е тематски инструмент за финансирање на дворешни акции, чија цел е поддршка на проекти во областа на човековите права, основните слободи и демократијата во земјите кои не се членки на ЕУ. Овој инструмент е наменет за поддршка на граѓанското општество, за да стане ефикасна сила за политички реформи и за одбрана на човековите права.